Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска беше во посета на заедницата на инвалидски здруженија во Штип. Целта на посетата беше разговор за функционирањето и проблемите со кои здруженијата се соочуваат. За жал, како што реков, надлежното министерство не успеа да најде, да собере храброст, ниту пак да има слух за сите овие потреби на овие лица. Се крати финансискиот надомест за овие луѓе, се кратат дополнителното внимание кое што претходно беше предвидено, така што ВМРО ДПМН заклучи и тогаш, но еве и сега овдека можам да кажам дека ова законско решение кое што се протурка во рамките на парламентот ниту ќе даде одговор, ниту пак ќе биде во насока на олеснување на потребите и излегување во пресрет на потребите на нови лица. Бидејќи според Мицковски, Социјалдемократскиот сојуз ветил се што, а не исполнил ништо, тој денес нагласи дека сите одлуки, законски решенија и се друго кое е на здруженијата и го отежнува работењето, ВМРО ДПМН кога ќе ги победи сите нив по првите победнички избори, ќе ги укине. ВМРО ДПМН откако ќе победи на следните предвремени парламентарни избори, еден од првите закони кои што сериозно ќе ги ревидира и ќе се обиде да ги врати сите оние амандмани кои што претходно ги предложивме, сите оние мерки кои што заедно со оваа категорија на лица ги донесовме, односно ги усогласивме, ќе бидат вградени во новиот предлог текст на новиот закон кој што ќе биде предложен од страна на преку Министерството за труд и социјална политика. Освен со представници на здруженијата, Мицковски во Штип имаше средба и со граѓани, што беше вовед во најавениот митинг во Кочани.